Тешка тема ти било месецо на маж. Ствари лесно на мажите да се смеат кој се збора за некој друг, ама кој се збора за нив, чекајте малце друга. Дека како боли работата, особено па дека го гибнав алкохолот. Оп. Како ги заболе од оздола па нагоре. Ма знаеш како? Кој ги прашаме брат? Така, никој дететера гледаш, ако се гледа, ако не, тури си уште по едно изумо, нека пусти си таму нешто да ти ја весели душа. Една па ти по една за здрави. Ќе маниш една од савајле да проциркулира крвта малце, па уште една после за да ги истера тие бактерите однатре. После тоа со салатичето пак ќе маниш една. 2-3 не е битно. Ги броиме се. Па после свртиш на пивце, винце, зависи кој како што ќе јадиш. Цела наука е тоа, ти што разбира. Хај седи ама. После пред спиење уште по една. 2-3-5-6, како ќе спиеш иначе. Па минатата епизода реков не пиеле апоти, требало алкохол да пијат. Не бе батули, има некоја појте со алкохол ги пијат. Што вода ќе зема рачијавате? Дали изгаа понадолу. Тоа е бра. Ние за основни работи не можеме да се разбериме камоли за здрави. Кој е здрави што те гледа? Тука јас ќе си кажам, па вие како сакат. Одиме шпица и после тоа месецо на мажо број 2. Одиме. Значи минатата епизода установивме дека алкохоло нема оставање. За ние друго установивме, ама нема врска. Ја без тебе не могу да живим, за алкохоло си ја пишел бате. Следна, како да го речеме, следна житна кал, што луѓето упорно конзумираат, што му расипва живото и особено што расипва живото на сите околу нив. Можда најсебичната зависност што постои во човештвото се цигарите. Мој слободно ме мразиш, значи слободно ич да не си ја стегаш душата. Ама ако има поголема житна кал од тие цигарите, еве ја, оти ги речи. Оти да не бе брат. Оти ако пиеш, ти пиеш. Така себе си штети. Ама само себе си штетиш. Добро се, ако ги поминиш сите граници, му штетиш на цела фамилија, ама ајде да не навлекваме на таму, ти многу сте осетливи кои се работи за алкохол. Нега за цигарите поарни сте, ама ајде. Ако не дај Боже правиш нешто уште полошо, некоја посилна дрога или шо и да е, па технички само себе си штетиш. На долги патеки му штетиш на сите, ама ајде и таму да не навлеквам. Ама со тие цигарите, бе брат, реметите се живо наоколу. И најслушаниот муавет од страна на цигарџите шо? Ако ти смета пали една, чао кај тој што не пуши оди. Не е доста тој што се труе и што ги труе сите и ти да земиш да се труеш и да ги труеш сите. Или па на повозрастните што се фамилиарни луѓе да речиме, највелениот муабет му е ако ти смета излез. Чуште поако дома ќе ти дојди тој муабет ти го направи. Подемек тие цароите неприкосновени во светот, дивното задоволство, што патем ако ги прашаш нему е ни задоволство. Управи некој ефект малци после тоа му се гади и мора после пада запали за да не му се гади, ти пак ќе му се гади, како и секоја зависност понатаму во животот. Битно нивното задоволство е на врвот на сите работи во свето, кралско е, се друго кој го тркал. Значи колку треба си себиче, да не те боли уво за никој бе брат. Не тркалат ни деца, ни внуци, ни фамилија, ништо бе брат. Тие се тие на врво, погоди ме сваѓа. И се друго е вате робија. Ти има да си трпиш чадалници, кој те прашва бе брат? Дали сакаш? Дали неки? Дали ти убили не ти? Дали ти иди ти зачадва ти прави овде хаос? Кој те прашва? Тие идат и не прашват дали може ти вели дај пепељара. И уште го немаш пепељара, муавето е ти не си домаќин, што домаќин си ти тако пепељара што нема. Па немам пепељара, вата имам балкун, ако саш излези на тој балкун, ако не се и тука не кажеш ве приказ. Кај кој ќе кајнив ги трпиш тука, не те ни прашва дали сакаш дали неки. Ше кој ти дојди дома приказни ќе ти кажу. Што сторе кралој бе вие? И знаеш како, ако сакаш ти да се труеш, труј се бе бате. Ако сакаш наоџак, застани, диши од тој оџак, не е битно. Твој живот, твоја работа. Ама оти мора сите да ги труете околу. Кај не му е за него гајле, и за никој друг не му е гајле. Тоа е себич. Па тие цигарите па не џабе житна кал ги ви. Кај не здрави за него, кај не здрави за сите околу. Уште смрдат корнат кој ќе ти засмрди, кој ќе ти пожолти се низ дом. Тоа катастрофа невидена е бе брат. Ама кој те праша? Знаеш што најмногу ме нервира? Што ај за тебе не ти е гај. Ај за мене не ти е гајле, не ти сум ништо, така ти е гај. За децата не мислиш малце бе. Има луѓе ќе се затворат во едно сопче 3 на 3 со внуците внатри ќе чадат цигара за цигара, око нема му треп. И после малото астма има што да има бе брат. Не знаеш имунитет да им. Цел живот расте ново чадалници, вака ни тие чадоите да врват. После се чудам јас од кај знаевме да пливаме таму прваци, ти реков ми рече на времето децако бев. Од секој ден, секој вторден вака низ дома бате. Даш градно, грбно, краул, делфи, што сакаш ќе ти плива. Од иначе ако не правиш вака со раце да се клаиш во нешто, ќе скршиш глата во плакар. И после ќе ми кажват онде ќе се берат воздухо бил ваков, воздухот ти прво дома воздухо не му е среден. Сите по дома оџачари, оџаци да чадат, ќе ми кажва за воздухо надвор. Пием честички. Знаеме дека пиеш честички, нешто друго кажи. Додуши за тој воздухот треба правиме муаве, ама да не ги мешаме темите сега, ти многу
многу ќе дојде. Па тек замисли како е да имаш некоја професија вака, кај што треба да излезиш негде во некој простор што е зачаден до тука битва, вака внатре влегва и да пееш. Пошто за да пееш треба да земиш воздух да наполниш градите. Земаш воздух и си скашлуваш, немаш песната да почне. И се со тек на време ќе се навикниш, ама здравје дојде да види вату леубајн. Појш на доктор ти вели колку години пушиш ти цигара враце немаш фатен. Е до душа дој со закон еден за забрането пушење што беше многу лош за нив тогаш. Какви бунтој се крена. За нас непушачите беше рајвате. Господ здравје да му дај. Арно, ама негде се почитува, негде. Одиш влегваш внатре, почнуваш да кашлаш, си велиш шо бе, чекај нели закон имаш. Уживевате. И пошто модерните времиња налагаа дека чадот не треба да го има во просторо, што измисли човек? Измисли бевате електрични цигари или денес популарни како вейп. Значи не е поврат потил. Од едно нездраво во уште понездраво. А барем не чади беват. Што има врска што се хемикали внатре клавани во некоја лабораторија во Кина онаму. Што коштат вкупно $1 тие хемикалите, што се користат тука во варикини, во средства за чистење. Така што има врска? Па ти какви сте вие луѓе? Ќе си лупниш таму парината, ќе ти дат, ќе чадиш, ќе глумиш дека си Господ Бог демек чадиме тука, ама не чадиме убо мирис. Е са здравието са не можеш се сега и ти човек од нешто треба и да умри така. Најглупи омуавет на свет. То нема бегање бе, поентата е да го живее животот како што треба. Ама за жал кај нас живење како што треба се подразбира најлошо на светот што може да се прави, тоа е живење. Другото не се рачуна за живот. Ај пак ќе речам тие вејпоите, уж нечина за здравието, а барем не чадат. Мислам чадат, ама убаво мириса, не е лошо. Арно затоа што имат измислено ени тоцка и вакви никакви гнасни, не знам ни како се вика. Ени грди мали што се клават во апаратчина, демек тие се поздрави. Поздрави работат. Се колку се поздрави не знам. Ама колку гадно смрдат тие створења, тоа е нешто неверојатно бевате. Житнакал вода му носи. Јас не знам кој ги има измислено, како ги употребват луѓето уопште. Сам разбирам дека смееш во затворен простор со нив, ама то толку да немаш осет, море мирис да немаш да не осеќаш што се дешава. Пример имаше една ситуација кој не знаев што се тие на времето. Сигурно има 5-6 години поќе. Собрани на свирка кај другарчи, собрани на маса музичари претеж. И еден од другарите прави муавет со некој чуп. Се сејме сите на маса и наеднаш нешто засмрдва, ама засмрдва не знаеш како. Катастрофа, се вртиме сите. Гледаш некој сумљив да биди. Велиш која будала море како не му е срам на луѓето. А не му е срам, тоа никогаш нема си го објасна. Око не му трепнува, појавност во луѓе ќе си отпушти тој гасови ич не му е гајле бе. Култура убај. И се вртиш бараш некој сумљив си велиш кој е сега то толку безос. По некој време помина мирисба. По 5-10 минути па замирисва. Море мајка да си вели. Ој некој стварно осетнема. И се случи така 5-6 пати. Едно време овој другаро што збораше за тоа чупето почна ни кажува на сите нешто. И сите се гледаме во нив и чупето пали од тие цигарината и почнува да смрди да корнита цигара. И си викаш сумо, чи мене ми смета вамо од ова страна на масата. Кузе колку му смета на другаро. Арно, ама пусти желби, пуста љубов. Ќе ќутиш и ќе трпи. Страшна работа е. Тоа е. Луѓето се спремни житнакал до носот да му стои овде, да му мириса, му смрди, само да не се откажат од нешто комфорт што му дава некако. Чудна работа тргнав за здравјето на машите паденес да зборам. Ама и ова со цигаројните некако толку време си тлеј вака, сакам да го кажам ја. Пошто сите пробват политички коректни да бидат, ме сваќаш, никој неки на темата зборот и знат дека луѓето ќе се љутат. Ама затоа сум јас тука. Пошто знаеш како? Кој ве праша бе брат? Ако ти се љути се. Не значи дека ако се наљутиш дека не зборам вистината, така? Е за вистината боли. Боли бе бате. А боли ќе помини. Какви сте ич неките болка да трпи. Ова баре за арно болка. Вие трпите за глупости таму, за поарно неките да трпите. Шо муа бе дето? За жал живото не прашва бе бати. Сакал ти да трпиш или не, живото се случува. И затоа за не трпите поголеми работи, ојте си провервајте се со време на доктор. Не си играјте играч. Од мали нима тучено, поарно е да се спречи, отколку да се лечи. Пошто мажи ко мажи не одат никога ќе за лечење, одат кога е прекасно скроз, кога не можат да одат поќе тогаш одат на доктор. Така што вие провервајте се по совреме или со повреме. А јас ќе проверам дали е готов ручеко, пошто гладен. За разлика од вас, јас сум зависник од јадење, ако не се гледа веќе по мене. Гурман невиден. Така што толку од мене за денес. Имајте убав ден.